Стивнувањето на пандемијата со коронавирусот и најавите за попуштање на мерките за спречување на неговото ширење полека но сигурно ги подотвара вратите на фризерско-козметичките салони. Уште само неколку дена, жените ќе може да ја направат саканата фризура или козметички третман за кој долго, но стрпливо чекаа. Вработените во фризерските и козметичките салони сега задолжително носат заштитна маска на лицето, иако повеќето козметичарки и порано ги користеа при третмани на пациенти. Но за разлика од порано, сега во салонот може да има само еден муштерија. Се работи исклучиво со закажување, а пред и после секој муштерија салонот и опремата која се користела се дезинфицираат. Секако вршиме дезинфекција на салонот пред да седне муштеријата, кога ќе биде изработен исто така ги дезинфицираме сите тие пропретни елементи кои што се потребни за да се заврши постапката и во фризерскиот дел и во козметичкиот дел. Само со закажување во одреден период да влегува само по еден клиент. Ивковска вели дека последните 2 месеци биле тешки за незината фела. Загуби веќе евидентирале, но за покачување на цените на своите услуги засега не размислува. За нив, вели таа, најважно е само да се почне со работа и колку толку да се заработи. Секако дека има многу загуби во поглед исто и на клиентите и на муштериите, но не планираме да ги покачиме цените поради тоа што многу луѓе изгубија работа, многу се невработени, немаат редовни примања и така да ако ги покачиме цените, сигурно нема да доаѓаат пак регуларно, така да ќе се воздржиме од заработувачката понатамошна, за да ги задржиме нашите клиенти. Работењето во услови на пандемија си носи своји ризици, свесен е и Бекир Риза, собственик на Тобако во строгиот центар на градот. Клуч на своето дуќанче Риза не ставил во изминатите 2 месеци, но работел со скратено работно време и го почитувал полицискиот час. Риза не крие дека секојдневното доаѓање на работа носи своји ризици, дека се плаши од тоа кој влегува во дуќанот, но дека нема друг избор или друго средство за екзистенција. Секако стравуваме, нормално, и да не пренесеме, и да ни се не пренесе, нормално. Маски си користиме, гелови држиме од дуќанот. На муштериите им бараме да си стават маските предавле, за да си запазат редот, како што е, како што доликува. Едем надвор, другите чекаат надвор, да. Што многу е слабо, нема народ се, малку. Меѓу бизнисите кои останаа отворени за цело ова време се и пекарите. Угостителските објекти ги затворија непосредно по појавата на вирусот, но пекарите останаа да работат со намален број вработени и под посебни услови. Работничка во една од нив вели дека постојано се дезинфицира кујната каде што се прави храната. Секој работник задолжително носи ракавици и маска, а правилото важи и за секој муштерија. Еден по еден. Се чекаме еден да влегува, другиот да излегува. Во меѓувреме, нашите соговорници, како и сите други граѓани, чекаат состојбата што побрзо да се стабилизира, па да се вратиме во нормалниот тек на живење. Дури и ако тоа значи задолжително носење заштитни маски и држење дистанца до 2 метри на подолг период.